До 18 март во Словенија трае рокот за пријавување студенти за новата студиска година од септември. На словенечките универзитети оваа година ќе може да се запишат 2271 странски студент, што е за 50 повеќе од лани. Ова на изглед мало зголемување само потврдува дека педантните и студиозни словенци никако не отстапуваат од нивната долгорочна универзитетска, но и национална стратегија, која пред се за цел има привлекување на млади и талентирани, кои по студирањето на работа би останале таму. Овде е прекрасно. Словенија нуди одлични услови за студирање и се е организирано без да бидеме оптеретени. Студентите од бившите Ю републики плаќаат само 35 евра првата година, а потоа се е бесплатно. Студентските домови се движат од 150 до 200 евра, а приватното сместување е од 200 до 500 евра. Кажа за телевизија Стар штипски студент на факултет за економија во Словенија. Нешто слично или уште подобро на сегашните и идни студенти им се нуди и на државните универзитети во Бугарија. Освен бесплатно студирање, од сега студентите од овие краеви таму ќе добиваат и по 100 евра месечно за трошоци. Не плаќаме ништо ниту за уписи на година, ниту за испити или за семинарски трудови. Од наредната година целосно се укинува и плаќањето за упис на факултет, што досега се плаќаше еднократно само првата година. Вели и студент од Штип кој е на Универзитетот во Софија. Од друга страна, еве што нашите државни универзитети им нудат на своите студенти. Колку те чини годишно студирањето на УГД? Околу 150 евра. Да. Семестар или Семестар. Кирија, колку плаќаш? 50 евра. Да. За трошоци за живот? Уште 50 или 100 евра. Значи месечно колку испаѓа? Па 150-200 евра. Од овие причини, бројот на студентите на Универзитетот Гоце Делчев Штип опаѓа, а статистиката го кажува следното. Во 2016 година на УГД се запишале 2300 студенти. Нивниот број бил 2000. 2018 1800, а лани Штипскиот универзитет запиша 1500 бруцоши. Сето ово доволно кажува во кој правец ни оди работата и зошто исилувањето во државата е блиску до проблем број 1 и кој сите сакаат да го релативизираат. Во меѓувреме, другите го гледаат во очи и на проблемот работат многу сериозно.